Македонија стана дел од револуционерниот музички проект Хајп Звезде, првото регионално музичко шоу каде што нема конкретни правила, сценарија или пречки. Потребни се само талент, харизма и способност да се освои сцената. Аудициите се одржаа во повеќе градови низ регионот, а интересот е огромен. Илјадници таленти, надежни пејачи и уметници се пријавија со една цел да бидат препознаени од стручното, но и несекојдневно жири, кое според концептот веднаш приметува кој има нешто посебно. Откако се завршија аудициите во неколку градови низ регионот, на ред дојде и Македонија, која уште еднаш докажа дека изобилува со врвни музички таленти. На сцената настапија кандидати од сите краеви на Македонија, од Скопје, Кавадарци, Тетово и многу други. Жирито не криеше дека е воодушевено и откри дека веќе има први фаворити, а меѓу нив се најде и едно веќе познато име – Тамара Волчевска. Тамара, здраво! Овој пат се гледаме во едно поинакво издание, на едно поинаква манифестација, да ја наречеме. Најпрвен кажи ми како се чувствуваш и што те натера да се пријавиш на Хајп Звезде. Здраво и од мене. Да, редно беше да се видиме така малце во подруги околности, посебно вакви. Ова за мене е прво надпреварување, мислам, надвор од Макфест. Макфест не беше ваков профил на надпревар и слично. Но што ме натера, не знам и не би можела ниту да го опишам моментот кога ја пуштив пријавата, затоа што знам дека бев со Ивона во Турција на незината операција, леже во кревет и само се свртев и кажав дека ја се пријавив на Хајп Звезди и сите беа во шок. Па кажи, тоа нели се кажува, нели се соопштува, нели се планира? Не се планира, не се кажува. И еве ме денес тука, одбрав 2 песни и така, се беше спонтано буквално. Кажи ми, дали имаш трема од жирието или можеби некој член од жирието кој што е во моментов? Немам посебно од индивидуален човек трема или од членови од жирито, но постои некое порадично чувство, од она чувство кое што го имаме сите ние што се занимаваме со музика за настапи. На настапите тремата веќе не постои и сега сум премногу среќна што тука повторно го чувствувам она чувство како на почетокот од кариерата, кога почнува да ти мрда во стомакот, почнуваш да се возбудуваш, па имаш трема, да. Но се надевам дека све тоа ќе го скоцкаме до почеток на надпреварувањето. Кажи ми, дали се гледаш себе си како идна поп и регионална звезда? Да, апсолутно. Претходно, мислам да ми го поставивте прашањево можеби пред година и пол, ке кажев дека не знам, поради мојата несигурност во себе, но како што минува времето, мислам дека научив да се ценам повеќе и да сватам дека вредам многу повеќе од тоа што мислела дека вредам, така да, се гледам. Кажи ми со кои 2 песни ќе се представиш? Денес пеам песна од Цеца, Кад би био ранен, и ја пеам То ми не е требало од Дона Арес. Тамара, ти имаш многу интересен репертоар, значи буквално пееш како се вика од Нирвана до Силвана. Така, кажи ми, доколку поминеш понатаму, како го гледаш твојот следен настап, ете веќе на големата сцена? Па искрено го гледам комбиниран со перформанс, затоа што јас не се сметам за човек, за артист кој што ги работи работите само за да биде пејач. Јас се гледам себе си како многу повеќе од тоа, како целосен пакет и кон тоа сакам да целам нормално. Знам дека може да се очекува се од мене, како што се научив себе си, така и мојот пат низ музикава беше различен. Пробував да се пронајдам во сите насоки и успеав до некаде сегде да го направам тоа. Точно е дека рокот ми е во душата таму некаде, но кога треба да одлучам со што сакам да се занимавам и кој пат да го водам, денешниот избор е доказ на кој што сите остана малку зачудени, но ќе пробаме. Дали сметаш дека Хајп Звезде може да ти ги отвори вратите кон регионалната сцена? Јас го гледам целиот процес чекор по чекор и јас целата слика која што ја имам за денес. Иако знам дека пролазот може да донесе многу повеќе, може да донесе кариера и надвор од нашите граници и да биде голем плюс за мене и за мојата кариера и тука и надвор, но секако целам кон највисокото и се гледам таму далеко сигурно. Така, кажи ми една мотивацијска порека за луѓето кои што гледаат, кои што се талентирани, а сепак се притискаат, немаат доволно сила и вака храброст да се појават на вакво шоу, да го кажат својот талент, да го представат.
Да веруваат во себе дефинитивно, тоа е основното и првото нешто кое што би сакала да го кажам, баш од сопствено искуство можам да сведочам за тоа и книга да напишам. Многу се сомневав, но од друга страна и бев премногу решителна. Тоа е многу клучно во оваа професија. За да сакаш да го работиш ова, мораш да си одлучен да го работиш тоа. Јас направив многу жртви во мојот живот за да го работам само ова и ова да е мојот живот на крајот од денот и покрај осудите и покрај ограничувањата од луѓето од страна, како мислиш дека од ова ќе живееш, како мислиш дека од ова ќе обстојуваш, ќе заработуваш и слично, го направив тоа и знам дека не сум сгрешила затоа што прво и основно бил мој избор и таму длабоко можеби не видно, но сум верувала во себе, така да верувајте во себе. Тамара, ти посакуваме многу среќа, веруваме во тебе и да искинеш на сцената. Ви благодарам многу и фала ви што сте денес тука. Вие сте ми најблиското денес, така, најблиската поддршка. Фала. Тамара, која македонската публика ја знае по нејзините впечатливи настапи и емотивни изведби, одлучи повторно да застане пред сценскиот предизвик и да се пријави на аудицијата за Хајп звезда. Ја сретнавме пред нејзиниот настап и добивме неколку интересни впечатоци. Миреш Корич, Аца Лукас и Зоран Беочанин Сотир. Жири составено од музички професионалци, но иноватори во светот на дигиталната музика и продукција. Ја проследија нејзината изведба со аплаузи и неколку спонтани реакции кои сугерираат дека нејзиното учество ќе остане запаметено. Аудициите во Скопје завршија, но талентите кои се пријавија како и публиката едва го чекаат стартот на следната фаза на шоуто, во која ќе се избираат оние кои на вистина ќе станат Хајп звезди. Тамара Волчевска е дефинитивно едно од имињата што треба да се следат. Дали токму таа ќе ја представува Македонија во финалето? Во продолжение проследете ги нејзините впечатоци.